Во текот на изминатиот викенд се регистрирани вкупно 5 нови случаи на територијата на градот Велес, но ниту еден оздравен пациент. Во периодот 27-28 јуни на ниво на целата земја се регистрирани загрижувачки 326 нови случаи, но и 18 починати лица. Состојбата продолжува да биде алармантна, а бројките никако да се намалат. Мерките се јасни и прецизни, но улогата и послушноста на граѓаните е најважна. Затоа надлежните институции постојано апелираат да се почитуваат мерките, во спротивно граѓаните ќе бидат санкционирани. На 27 јуни во 9 часот и 30 минути било пријавено дека на пругата помеѓу железничка станица Велес и железничка станица Тополка на патниот премин кај село Горно Ризари се случила железничка незгода помеѓу товарен воз кој што сообраќал на релација Велес Битола и патничко возило Volkswagen Passat со велешки регистарски ознаки управувано од граѓанинот Џело на 47 години од село Горно Ризари, Велешко. Со незгодата нема повредени, а предизвикана е само материјална штета на возилото. За незгодата бил известен јавен обвинител, а извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од СВР Велес. Железничкиот сообраќај бил во прекин се до завршувањето на увидот, а патникот се одвивал неизменично во двата правци. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски на социјалните мрежи извести јавноста за направените увиди на лице место на напредокот на градежните работи на проектот Паметно езеро Младост, прва иновативна туристичка атракција во Македонија, како и на изградбата на фекалната канализациона линија за Велсити покрај касарната. Заклучокот кој што го констатираше е дека градежните работи се движат според посакуваната динамика и напредуваат со очекуваното темпо. Драги сограѓанки